Денеска бевме во посета на секторот за внатрешни работи во Скопје, впрочем тоа е дел и од мојата секојдневна работа, за да видиме и да се информираме за состојбите во организационите единици, така и денеска во СВР Скопје ме информира околу безбедносната состојба, околу проблемите со кои што се соочува секторот, недостатокот на многу полицајци кои што отежнуваат работата, а знаеме дека секторот за внатрешни работи и по обемна активност и по значни територија која што зафаќа е далеку пред сите сектори во Република Македонија. Одговорноста е многу поголема. Ќе мора дури да се прави системска реформа во однос на секторот за внатрешни работи со цел да добие повеќе на значење и да се работи на обезбедување на што можно повеќе луѓе. Меѓутоа ме информира дека состојбата е стабилна, безбедноста е добра во градот Скопје, сите капацитети на секторот за внатрешни работи се стави на располагање да се случува нужност, безбедноста и јавниот ред и мир во секторот за внатрешни работи. Много тема да сме повеќе имаме информации дека враќаат вратните граѓани на Италија од Блискиот Исток. Дали имате информации колку има човек колку ќе представуваат опасност за безбедноста на Македонија? И второ прашање, ток се вчера изјавија дека можна, ако не се реши криза, да се бегалците да има влошување ситуација. Како е ценувате вие? Во однос на бегалската криза јас дадов вчера како соопштив во говорот. Тоа е факт, без разлика дали ќе го изјави еден или друг, се уште проблемот на жариштето не е решен. Значи, Сирија во државите кои се ваѓаат бегалците не се стабилизира и на тој начин се создаваат предуслови луѓе да ги напуштаат своите домови и да доаѓаат во Западна Европа. Наша несреќа е што ние се наоѓаме на западно-балканската рута и практично сме прва држава која што треба да ги штити границите на Европската Унија. Овој бран е можно да се зголеми, може да повторно има пустор за влез, меѓутоа најважно од се е да има организиран пристап, систематски пристап, координиран со сите држави и од регионот и од страна на Европската Унија. Тука договорот помеѓу Европската Унија и Турција ја игра клучната улога и јас очекувам дека ќе се најдат сили за да може да се надминува кризата. Впрочем, сите ние со бегалската криза се занимаваме само со проблеми, не бараме решенија, да се најде на глобално ниво. Во однос на тоа дали има повратници или биде вратени број на луѓе од Италија, има повратници од Сирија кои што доаѓаат овде. Меѓутоа, знаете дека има една оперативна обработка и дека луѓе уапсени кои што представуваат закана за безбедноста, секако дека радикализацијата на луѓето од Република Македонија од регионот представуваат потенцијална опасност. Меѓутоа, мора државата да работи превентивно, да што е можно повеќе луѓе бидат упатени пред обуки за намалување на радикализацијата и уште поважно е како да се направи ресоциализација на оние луѓе кои што биле таму. За секој кој што постои доказ, било како, дека учествувал во активности кои што представувале безбедносен ризик за Република Македонија, Министерството и надлежните органи по тоа. Адриан, неки парче. Вие знаете дека управувачкиот комитет со кризи, кој што го води по председател доктор Тодоров, е надлежен во однос на подготовката на сите планови во однос на справувањето со бегалската криза. Министерството за внатрешни работи ги работи само полициските задачи, меѓутоа констатација е дека ние добро се справуваме со кризата во овој период. Благодарение на поддршката што имаме помош од Европската Унија, благодарение на другите држави кои што испратија полицајци за заштита на македонско-грчката граница и во рамките на таква заедничка иницијатива и соработка ќе се надминува и понатаму проблемот. Ставовите на Република Македонија по однос на прашање се јасни. Ние мораме да обезбедиме хуман прифат, престои на овие луѓе, да им гарантираме заштита на здравјето. Меѓутоа, не помалку туку на еднакво ниво важно е да има зачување на јавен ред и на безбедноста на граѓаните на Република. Опасности пред вашето заедно и годините работи, имате информација дека
над 100 луѓе се работели без договор. Исто така дека се попълнувани многу позиции кои биле испразнати во систематизацијата на МВР. Најавивте информации за дали е тој откриено, дали се е во ред со тие кои ја кажуват. Значи, дадохме информација, има 125 нови вработувања и тоа последните денови пред мојато назначување за министар, дури 62 договори беа подпишани непосредно на денот на именувањето на тогашниот министар за внатрешни работи, додека некаде 1250 преместувања на полицајци за неколку месеци е направено во рамките на секторите за внатрешни работи низ Република Македонија и во Министерството за внатрешни работи. Добро, што се прави со нас, тоа само на констатирање или ќе се преземени? Во однос на поместувањата, вие знаете дека имам законски ограничувања на хоризонталните поместувања, кои што треба да бидат најмногу 10% од просекот на поместувањата во 2013 и 2014 година и ние ќе се движиме во тие работи. Во врска со вработувањата без договор, за какви луѓе станува збор? За луѓе кои се потребни според образованието, не смислото или за луѓе, например, кои се неподписани? Или за мешавите? Ќе ви кажам само еден податок и тој податок ќе ви ја каже потребата. Значи има дадено согласност од Министерството за финансии за вработување на 125 лица во Министерството за внатрешни работи, а во буџетот за плати во Министерството за внатрешни работи нема плата за овие 125 лица. Това мислам дека кажува доволно јасно кои, какви и од кои причини вие се. Партиски проекти не тоа. Значи, за партиски работи не сум овде, денес сум како министар за внатрешни работи, партиски работи не коментирам. Вчера дел од новините излегоа нека информација дека има наводно нова акција која повелеше да се нова групна акција на полициските службеници. Имате ли некакви информации за таа акција, дали беше Таа акција постои, се водеше во јули месец, поднесена е кривична пријава, предметот е во јавното обвинителство и сите информации кои да видите таму. Господин Спасовски, едно прашање, дел од луѓето кои се смените и кои смените што го дојдете работи, се исто така и оформичени, односно обвинети во постапките на специјално за јавно служба. Кој ќе се прави треба се појавува да се бара пасото. Ексцентрално на Петар Култрава е обвинен и се прават е оформичен за својот Милски кој е во Романија, исто така е оформичен во повеќе случаи, а сега веќе не го што се планира со тие луѓе да се прави, бидејќи од една страна се гона за криминал според Министерството, од друга страна и натаму држат важни функции и позиции во самото Министерство. Вие знаете дека минатиот пат нас имаше суспензија на одредени луѓе кои што беа учени на законските прописи, веднаш после тоа ќе беа вратени на работните места, измина роковите кои што се во закон за криштна доставка, најверојатно ќе се прави се што треба да се прави во основа на закон за криштна доставка. Има за дисциплински поставки за рамките на да бидат отворени техники, веќе станува спорно конкретните дела, кои се извршени во Министерството. Рекол, значи се што стои на располагање на законска норма која што може да биде примената, ќе се примени и на тој начин се поставува за сега. Вчера имаше информации, меѓутоа тоа станува збор за информации или текстови кои што датираат од постар датума, се реобјавени на мрежите. Мислам дека не треба да се создава паника и страх кај граѓаните на Република Македонија и Министерството на внатрешни работи и службите ја следат состојбата, таа е стабилна и мирна. само 20 на година да има друго става. Работа ли што размислувате и така дале? Прво нарачно Тоа е едно прашање кое што пред се сите нас како држава треба да не мачи. Се случи
розуморен атентат на председател на държавата, дена сега все още не е открит сторител, все още нови предмет е отворен и нормално е дека се работи во однос на овој дел, меѓутоа немаме завршница